Почитуван Игор Трајчевски и Леонид Трпчевски, основачи на компанијата Органска буковка, почитувани пратеници во собранието, почитувани присутни. Фабриката за производство на органски печурки, Органска буковка, која посети денеска овде во Охрид, е доказ за посветена тимска работа на двајца основачи кои имаат визија за остварување на зацртаните цели и доследно го спроведуваат својот бизнис план. Јас навистина сум воодушевен што оваа компанија за исклучително краток временски период одлично се позиционирала на домашниот, но и на регионалните пазари, пласирајќи свежа буковка во домашните синџири на маркети, но и во трговските мрежи надвор од државата. Исто така за поздравување е што во вистинско време донеле клучна одлука за инсталирање на кровна фотоволтаична централа со моќност од 30 киловати, со кои сега во услови на силна енергетска криза целосно ја покриваат потребата од електрична енергија за производството, кое е 100% зависно од струја, односно е голем дел во производствените трошоци на оваа фабрика. Овде сакам да ги повикам производствените компании да инвестираат во сопствени фотоволтаични централи, со кои долгорочно ќе ги намалат своите сметки за електрична енергија, а со тоа и производствените трошоци. Обновливите извори на енергија се нашата иднина. Ние како земја имаме ресурси, имаме сонце, вода, плодна почва. Со правилна подршка и правилно менаџирање, јас сум уверен дека можеме да ја трансформираме нашата прекрасна татковина во хаб на зелена енергија и да обезбедиме енергетска независност, но и да го снабдуваме регионот со струја од обновливи извори. Како влада силно сме посветени на долгорочниот правец на државата за енергетска трансформација и затоа и резултатите се видливи. Само во мојот мандат, во мандатот на оваа влада, имаме веќе инсталирано 27 мегавати фотонапонски централи во државата. Во моментов во фаза на финализирање се неколку договори за стратешки инвестиции за инсталиран капацитет од скоро 1 гигават во проекти за израда на фотонапонски и ветерни централи, како и комбинирана гасна централа, и тоа преговорите се водат со реномирани големи корпорации од Франција, Германија и Грција. Од домашните капацитети тука е електраната Осломеј. Токму со оваа инвестиција во фотонапонската електрана од 10 мегавати, собственост на ЕСАМА, која се изгради на поранешните наоѓалишта на јаглен во рек Осломеј, ја започнавме енергетската трансформација на државата. И што е уште поважно, ова е првата во енергетската транзиција од електрана на јаглен во чиста енергија во регионот, а дополнително работиме и на нови, а веќе е објавен и јавен повик за изградба на уште 10 мегавати на истото место во собственост на ЕСАМА. Веќе се градат и фотонапонски централи по пат на јавно-приватно партнерство со турски и бугарски инвеститори со ЕСАМА во Осломеј со инсталиран капацитет од 100 мегавати. Неодамна почна со работа и најголемата фотонапонска централа со капацитет од 17 мегавати, изградена од страна на компанија од Словенија. И овој проект е доделен врз основа на првите транспарентни постапки за премиум тарифи кој е спроведен токму од оваа влада. Во наредните 2 години треба да се пуштат во употреба сите 130 мегавати на фотонапонски електрани по пат на премиуми за кои се потпишани договори во изминатите 2 години. Исто така, конечно после 13 неуспешни тендери има понуда за изградба на историскиот проект Чебрен и доколку во евалуацијата се помине според барањата во тендерската документација, тогаш и за ова е можно да имаме договор за почеток на изградба на оваа голема инвестиција. Лидери сме во регионот во енергетска трансформација со огромен потенцијал да станеме зелен енергетски центар на Европа. Со двајцата основачи на компанијата разговаравме и за нивниот развоен бизнис план кој е навистина интересен. Со самото работење дошла на идеја за дополнителен производ да се произведува чисто органски дехидрирана буковка со иновативна технологија. Развојот на овој нов производ е кофинансиран од средствата од Фондот за иновации, што укажува на фактот дека државата нуди поддршка секаде каде што ќе се препознае потенцијал за развој и напредок во бизнисот како што е овој. Ги охрабрувам компаниите во земјава да го следат овој позитивен пример и да ги следат сите економски политики донесени од страна на владата и мерките кои што им се на располагање на компаниите. Благодарение на користењето на дел од тие мерки преку Министерството за економија и преку Развојната банка на Северна Македонија, како што се субвенционирање на плати или пат бескаматни финансиски средства, оваа фабрика успеала да ги задржи континуитетот на работењето, но и да се развива.
Посебно за поздравување е што еден од собствениците, Игор, решил да се врати од странство во родниот град и со помош на сите позитивни владини мерки да покаже и докаже дека и кај нас има позитивен амбиент со квалитетно работење да се развие добар бизнис и планира подобра иднина. Ова е реткост и затоа е за навистина голем поздрав. На менеджментот на Органска Буковка и на вработените им посакувам уште многу успеси во развојот на нивната компанија и освојување на нови пазари. Ви благодарам.